дојде времето и дојде мојата чест. Сега јас официјално да кажам добре на Воислав и на Јасмина во нашето студио. И прекрасниот Крим кој што сега во моментот малку падна со енергија, бидејќи мислам дека беше all over the place, секаде тука, сегде остави белека, Воислав. Да. Тоа ми кажавте дека и во бифето со секого се спријатели, со секого си понуди бакнеш, преградка. Крим, кај ти маќе? Ајде. Ние кучека е назвав прифатилиштето. Не, сега е Зен. Да, сега да. Името му е многу специфично, во моментов нели дури актуелно. Он е Крим затоа што е кремаст, всушност сега нели со состојбата во Украина може да се поклопи и со името на градот. Може да се поклопи, да. Актуелен. По неубави работи во моментот, ама ете Крим може ќе го представи убава слободна нишка во себе. Да. Еден од оние наши шепасти пријатели ми ја раскажавте приказната за жал неговиот собственик и дека во последниот период ви е еден од новите членови, ако не се лажам, во Лајка, така? Да. Кучето е донесено во Лајка од страна на семејство кое што можеби веќе немало можност да се грижи за него. Младо куче, година и пол, многу е пријатен, има хигиенски навики, одличен домашен миленик и навистина на ваков начин оставено куче во Лајка ние не го враќаме на локација, значи нема каде да биде однесен на улица и од тука натаму само можеме да го вдомиме и ќе си го чуваме се додека не го вдомиме. Се надевам дека ќе има многу убава можност или граѓаните кои што можеби ќе го видат и кај вас, само сега моментов нешто е страмежно долема. Сега да се знаете кој еве го тука, еве го Крим. Ете Марина ни дава еден одличен кадар. Многу е питом, многу е мирен, одличен е и со деца, така да ако некој навистина му се допаѓа вакав физички како изгледа, може да кажеме дека е многу Јас знам што, знаете ли што, Тања, инаку во моментот по тебе оди бидејќи знае чувство дека нешто ќе се годи во кујна сега. Мислам дека е навистина одличен домашен миленик за некое ново семејство, релативно е млад, годинка и нешто е. Во зенитот на на младоста и е послушен, многу е послушен. Се гледа тоа и со самото присуство негово како со сите тука се спријатели, се сега климатизираше во оваа студијска атмосфера. Јасмина е благодарение на Воислав ветеринарен техничар кој што работи, циркулира и функционира во јавното предпријатие Лајка. Јас, бидејќи сте во моја непосредна близина, во моето претходно живеалиште, меѓутоа сте во непосредна близина сега и кај моите родители, така често знам дека кога беа се сеќавам почетоци на Лајка до сега, навистина добивме еден харем за животните и она што ми е драго, Воислав е спомена за неговата приказна за Крим, дека ова е одговорно сопствеништво. Независно што да се случи понекогаш во нашите семејни ситуации, одговорно сопствеништво, ако не можеме да се грижиме повеќе за него, да го имате нели Лајка во случајот да помогне за тоа. Што се случува е убаво кажавме, ќе ме предизвикаш и со темата. Од моментот кога ќе го донесат миленикот, па се до моментот кога треба да го подариме или да го вдомиме некој. Значи, кога ќе речеме што се случи, нели, кога ќе го донесат миленикот, знаат да донесат нели и нашиот заловувачки тим да заловат од улица, бездомно животно, значи од моментот кога се донесува, се сместува во карантинскиот дел, каде што првично се проверува дали животното има микрочип, за да видиме дали има собственици. Па после тоа, ако се установи дека има собственик, се контактира собственикот, ако не, подлежи под ветеринарски третмани веќе. Тука спаѓа испитување на крвни анализи, брзи тестови се прават кога би излегло крвната слика, дали има некакви да, и кога би излегло позитивно на некаква болест, тогаш се терапира. Ако веќе нели нема болест животното, следува кастрација, стерилизација за животното, се задолжува со маркица од која општина ни доаѓа и кога веќе ќе се направи нели оперативниот зафат, животните ги имаме 3 дена под надзор со терапирање, па после се префрлаат во постоперативниот дел, па од постоперативниот дел следува во делот за вдомување, каде што мала рехабилитација пред да се вдоми, каде што се социализираат животните, нели, за да до моментот до нивно вдомување или враќање на локацијата е нашата грижа постојана врз нив, врз животните. Само да ја дополнам колешката, значи секој куче дополнително и се вакцинира за заразни болести и се вакцинира за беснило,
и секое куче е третирано за надворешни и внатрешни паразити. Јасно. Така да ова куче го има поминато целиот тој третман, негативно е од сите болести, Комплетно буквално за може вдомување. секој може да си го земе веднаш дома и да биде одличен дел од семејството. Како не, ќе потсетам дека во моментот и постојано, ако не се лажам, на седмично ниво информирате за во моментот со колку располага, колку се вдомени, Колку се евтаназирани стерилизирани и така натаму, што кастрирани, би Да, могло чукнево нека дрво до чукнево сега дрво. се уште Да. немаме евтаназирано, да речеме, ето од кога е настаната промената. Мора многу да се заблагодариме и на Сдруженијата за заштита на животните, затоа што навистина за кучињата кои што се заловени поради каснување, ние немаме друга можност или да треба да ги вдомиме. Ако не успееме да ги вдомиме за определен временски период, в таков случај законот не задолжува да ги евтаназираме. Јасно. Сега ние пробуваме да им Да го дадеме навистина избегнеме шанса на тоа тоа и сценарио. Сдруженијата навистина даваат приоритет на тие кучиња за да бидат Воислав збориме за вдомени. дружење како што се Кане Корсо и Да, бројни анималоди кои што ги има. Кане Корсо, Шепаст ентузијасти, Шепаст Дейзи ентузијасти, Фемили и така натаму, но тука се вклучени и индивидуалци активисти кои што можеби во некој момент па и се доста по ефективни во таа насока Јасно. во поспоредба со некои од Сдруженијата. Но имаме супер соработка со нив и благодарение на нив навистина гледаме да најдеме солиден дом. Еве имаше една пример, да речеме, едно куче кое што беше доста пати често пријавувано заради несоодветно однесување. Пробувавме доста време и да го заловиме. Успеавме после месец дена секојдневно буквално излегување на терен да го заловиме кучето. Имаме доста пријави за каснување од конкретното куче, кај нас се однесуваше перфектно. Значи као домашен миленик, као ништо да не се случува. И тоа душиче Да. има некаква травма која што ја доживеал за да има агресија може би ја чува некаква. околината и така Именно. натаму, но Да, конкретното куче за една недела се најде нов собственик и сега си е срекнал вдомен во семејство кое што Со сменет карактер. Да, се надеваме, но на секој еден на конкретното семејство и на секој еден што вдомува му укажуваме за карактерот на кучето. Значи да никого не му криеме дека кучето може би е заловено заради Јасно, определена ситуација, состојба и така натаму. Работиме дополнително ако има потреба, даваме поддршка на семејството во однос на нели до едукација или до дополнителна социјализација за кучето. Стоиме на располагање на секој едно семејство кое што ќе вдоми куче од кај нас. Да. Во моментот го гледаме и каталогот оваа седмица и веќе имате прилика да си уживате во многу ми не придоста да кажам изборот. Меѓутоа еве ги овие миленици кои што во моментот може да се ги најдете токму во лајка со сите генерали, колку месеци се, кој е растот, која е расата и на некој начин или карактерот кој што можеве да го забележите со надпис. Бидејќи имаме секој петок нели всушност и со вас ваква соработка за да можеме да поттикнеме за вдомувањето, макар што верувам дека голем дел велите вие и активисти се вклучуваат секојдневно. Ми најави дека од 20 до 26 овој месец март ќе има светска недела за борба против фрлање на отрови на улица. Да. Тоа е нешто ново кое што ќе го најавиме овој петок. Да, работата е што до сега ваква активност нема во рамките на државата. Имаме од минатото доста горки искуства со ваков тип на решавање на проблемите, дури негде некогаш имаме дури сомнеш дека тоа е оркестрирано од страна на определени нели општини и така натаму со цел да си го решат проблемот со бездомните кучиња, на ваков начин не се решава проблемот, мора да кажеме. Мора да им кажеме на граѓаните кои што не дај Боже можеби и помислиле во таа насока, па не дај Боже и да го направи дека тоа е кривично дело и ако се докаже може и во затвор да завршат за таков тип на отров. И еве како една кратка само предупредување е дека тој отров можеби ќе биде наменет за еден миленик, односно за едно улично куче, а сосема други миленици да бидат затруени, а не дај Боже можеби некое дете може затоа што сепак е храна и така натаму. Значи, навистина треба прво да се замислат луѓето кои што го сакаат да применат ваква метода за можеби да си го решат проблемот пред зграда, куќа, улица и така натаму, дека ова е кривично дело, дека не дај Боже најчесто не е таргетирано или нема да биде успешно према единката која што можеби се насочила и дека воопшто не е хумано дело и на ваков начин никој не го решил проблемот. Значи верувате дека не се решава проблемот на ваков начин, затоа е лајка тука, затоа пробаме да ги земеме работите под контрола, да се стрпат малце граѓаните, за година и пол, две би требало да се осеќа веќе разликата, за 3 до 4 години веќе да ги имаме ставено процесот под контрола. До сега не се решава проблемот, односно не се решава правилно, дадете ни можност, дадете ни начин да ние да го решиме во рамките на 3 до 4 години, да се забележи секој еден граѓанин дека навистина го имаме ставено. Имало ситуации кога фрлале отрови во самите паркови, покрај градинки, во училишни дворови каде што дечиња
не разбираат, нели, ќе земат од земја и тука веќе Јасно. може фатално да заврши. Не дай Боже, да, тоа се некои сценарија кои што не сакам и не да помислиме, бидејќи некој со времето сакам само на крај да спомнеме за уште нешто со кое што се соочиле, а денес таа демократизација која што социјалните медиуми ни го возможуваат е секој да си го изе со својот став, па токму затоа некогаш знае да биде поле на омраза и говор на омраза, тоа што веројатно и се соочува. Да, сакаме и во иднина навистина ќе делуваме во насока да малце да говорат на омраза на социјалните мрежи кои што се поврзани во однос на благосостојбата на кучињата, уличните кучиња и така натаму, да пробаме да укажеме дека преку таков начин на по-директна или агресивна комуникација ние всушност нема да решиме ништо, туку можеби само да мотивираме не дај Боже и труења или несоодветна реакција од страна на граѓаните, односно некој да се охрабри дека можеби помислата негова на некаква или отров или да го шутне кучи така натаму, ако некој во некаква комуникација е одобрено, да се охрабри тоа да го направи дополнително. Значи ние навистина како домино ефект потоа вирално се прошири, не дај Боже. Да, веќе разговаравме со здруженијата, заедно ќе работиме во оваа насока, затоа што и тие се сметат дека тоа се активисти, тоа се луѓе кои што се побудени од некаква неправда, за се побудиле да го решаваат проблемот. И тие кога некој ќе нападне бездомни кучиња и така натаму, тие веднаш реагираат, можеби импулсивно или првично. Афектност, да. Ете така. И со нив разговаравме и они се согласни дека навистина треба темата или начинот на говор да биде на определено нормално ниво, на ниво на определена комуникација во однос на едукација, а не во однос на меѓусебни препирања. Многу ви благодарам за ова убаво лајка интермецо што ни го донесовте и овој петок и Крим. Нема тоа е, он ќе се заспи сега, може би ќе се дома со сега. Сега мислам дека во следната рем фаза ќе биде он додека макар што мислам дека сега со оброкот на денот ќе се активираат ушињата, а Крим. Војслав, Јасмина ви благодарам. Следниот петок секако ве чекам. Да, тоа ни е нашата стандардна рубрика, со вас и ви благодарам што ги возможуваме овие шепасти приказни да ги прикажеме во утринската нателна.